Драги мои, добар ден. Повторно сте со Црвена линија во ова петочно издание. Еве и зашто ќе говориме денес заедно со вас. Еврејската заедница испрати покани до сите дипломати во Република Македонија за традиционалниот марш во спомен на жртвите од Холокаустот. Бугарските дипломати не дојдоа. Дали сакаат да ја заборават или да ја изменат историјата? Останатите земји од фашистичката оска одамна се извинија за злоделата направени во Втората светска војна. Па денес еве ве прашуваме дали е време според вас бугарите да се извинат за злосторствата што ги направиле за време на Втората светска војна во Македонија и дали опозицијата треба тоа да го побара како услов за уставните измени. Секако тука ќе ве потсетам да не заследите, доколку не сте го сториле тоа, на социјалните медиуми, се знае Црвена линија Facebook, тоа е нашиот профил каде што можете да лајкнувате, коментирате и шернувате. Ќе ве потсетам на Facebook, задолжително заследете го профилот на телевизија Телма, со оглед на тоа што и таму нормално секојдневно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. А може би најдобро ќе биде веднаш во овој момент да не заследите на Инстаграм, бидејќи доколку кликнете на Инстаграм стори, еве ќе можете да видите во овој момент како изгледаме таму, да земете активно учество во анкетата која што е намената токму за овој ден и денешната тема. На Инстаграм стори ве прашуваме, неприсуството на бугарските дипломати е од според вас срам или немање почит? Резултатите се разбира ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Она што е задолжително е секако да ве загрееме, подготвиме со вчерашниот прилог кој што го подготви нашата колешка Емилија. Начествувањето по повод 80 годишнината од депортацијата на 3350 битолски евреи во логорите на смртта, денеска не дојдоа представници на амбасадата на Бугарија во Македонија, ниту пак од Генералниот конзулат во Битола. Пред споменикот на жртвите од Холокаустот во Битола се поклонија граѓани, политичари, гости од Израел, амбасадори и конзули на повеќе држави, меѓу кои на Германија, Франција, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Покани се упатени до сите амбасади, до сите конзулати, до целиот дипломатски кор. Леви вели дека Европа не смее да дозволи притисок врз Македонија за промена на историската вистина, а провокациите од Бугарија со отворање клубови на докажани соработници на фашистите не водат кон прогрес. Тоа не се билатерални прашања, тоа се мултилатерални прашања за кои треба да биде загрижена и целата Европа и целиот свет. Се знае која е фашистичката оска, се знае кој ги собра невините еврејски жртви. Одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на битолските евреи започна утрово со комеморација во офицерскиот дом, од каде се пренесе пораката: вакво злосторство никогаш да не се повтори. Денеска не им судиме на злосторниците и на нивните слуги. Не. Денеска го чуваме од заборав нивното злосторство за никогаш да не се повтори. Споменот на направеното злосторство е најголемиот кошмар за злосторниците и нивните поколенија. Едно е да наведнете глава од почит, а сосема друго е да ја наведнете од срам, иако и за тоа треба да се има доблест. Од споменикот на жртвите на Холокаустот во некогашното еврејско мало до железничката станица во Битола се одржа и традиционалниот марш на живите, пат што утрото на 11 март 1943 година го минаа пешки битолските евреи пред да бидат депортирани со вагони до Скопје, а потоа до логорот Треблинка. Во нивни спомен, учесниците во маршот на пругата положија цвеќе и камчиња со имињата на еврејските семејства кои никогаш не се вратија дома. На потек сте вие. Денес ве прашуваме дали е време бугарите да се извинат за злосторствата што ги направиле за време на Втората светска војна во Македонија и дали опозицијата треба да го побара како услов за уставните измени. Ајде да видиме што ќе кажете вие на 02-307-0005. Го вклучуваме првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден, Тиче.
Па еве да почнеме со анкетното прашање до вас. Неприсуството на бугарските дипломати од срам според вас или немање почит? Ќе одговори да. Не. Затоа оставиме овие 40 секунди колку ќе ми даде да зборувам. Ме разбере? Зошто ти кажувам? Дека сликата и тонот, разбирате, ја и ти сега директно разговараме. Меѓутоа, ја сликата е 5 секунди покасно. Затоа треба на граѓаните да им оставите простор. Затоа реков. Не си го губете времето, продолжете на темата, ве молам. Ја и бе. И сега кој сакам да зборувам, збориме за Холокауст. Дали го имаме се уште гледачот? Го има, сега го имаме. Да, така. Се слушаме добро. Одлично. Па ја кој кажи нешто комуникатива, нешто средите. Знаеш како и кажа се јавуе на Телма, на македонска телевизија, како Ал Джазира да се јавуе. Затоа тоа малку средите се тамо. Сега кој збориме за Холокаустот, ние сме тие. Јас бев еден од учесниците кој се снимаше трето полувреме. Го памтиш ли во трето полувреме? Холокаустот. Вагоните беа од Јагуровте, Југогром. Затоа немојте кои работи да ги мешате. Знаеш како вика? Па тога учествуваше македонската војска. Вие зборите за филмот? Благодарам за вклучувањето. Еве сега да објасниме зошто еве на пример гледачот вели дека му доцни звукот, ќе потсетиме дека тоа е ситуација. Еве имаме експерти во телевизијата, се разбира, од резултат од провайдерите на телевизорот. Така да затоа постојано напоменуваме. Слушајте во слушалката, има титка на крајот од 5 секунди. И така ќе знаете дека тука веќе е при крај, односно се одбројуваат последните 5 секунди. Тајмерот е објавен и на екранот, што значи апсолутно ќе немате проблем да се координирате за време траењето. И кога ќе стартуваат вашите 90 секунди, секако нема да заборавам и ќе потсетам. Не ви упаѓам во збор, ве прашуваме, анкетно прашање имаме секако. Неприсуството на бугарските дипломати според вас е од под А срам или под Б немање почит? И ета, тоа е тоа што технички можеме да го објасниме и секако зошто е важно и напоменувам многу пати да се намали тонот на телевизорот, да се стиши звукот до крај и да зборувате преку слушалка. А во самата слушалка во предпоследното одбројување на последните 5 секунди ќе слушнете тит, тит, тит. Еве ќе видите како тоа изгледа веќе со вклучувањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Телма. Добар ден, во црвена линија сте. Да, поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Па што ќе дадете како одговор на нашето анкетно прашање? Неприсуството на бугарските дипломати според вас е од срам или немање почит? Немање почит, затоа што, искрено да ви кажам, Бугарија е нецивилизирана држава, која што се исклучи гледачот, како и да е, и во продолжение секако да напоменам уште едно правило многу важно покрај сите овие технички правила е во искажувањето на вашиот став имајте избор, правилен избор на зборови, што подразбираме под избор. Значи, никако да не се употребуваат погрдни, навредливи зборови, секако зборови кои што лудираат на насилство и омраза. Така да знаат гледачите, одлични сте ми секогаш како да го кажете вашиот став, а секако да не звучиме не убаво. Добро. Одиме со Твитер заедницата, еве стартуваме и со првиот твит за денес. Зошто бе антифашистиве и спасителите на евреите не дојдоа денес за настанот? Тоа се прашува фортификација, а прашањето е поставено како коментар на денешниот наслов, односно бугарските дипломати не дојдоа на одбележување на 80 години од Холокаустот на евреите во Битола. Одиме и продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден.
Како сте? Па иде некако. Оди некако. А зошто еве според вас бугарските дипломати не присуствуваат на одбележувањето? Дали е тоа според срам или немањето почит? Тоа се виновни. Како виновни од фашистите присутуваат? Како? Тебе се изведат да им и да пазат каза. Каза да пазат. А присутување. Те остана во Македонија, тие команданти што тепеше народ. Си дедо куќите на евреите, остана во Македонија. Тоа не е народ. Да се извини. Кога паднал Угари, да се извини. Те. Тој се не извинува. Тој само гледа да грабне. Само да грабне. Да грабне нешто туѓо. Тој не товари. Али, тоа е гревото нешто прави. Со Македонија и со евреите. Прите Божано. Добро, еве имаме гледачи кои што не само што им е доволно времето, туку најверојатно и предолго од 90 секунди, што значи се куси, јасни и гласни. Добар ден за следниот гледач. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па што да кажам? Па еве јас ќе ви помогнам, но дајте ми одговор. Ајде. Неприсуството на бугарските дипломати го гледате како резултат на срам или немање почит? Знам ја прашањето, да, значи надменост. Значи тоа е благослов од Америка, пак ќе кажам, од Британија и од Европска унија. А и можам да кажам и од самата израелска држава. Не знам што е работава, но мене кога можев да видам на не знам на што беше, дали преку интернет, дали преку нека телевизија, млада дама со кукасти прстеви на незе со нацистичко размислување од еврејско потекло, значи светов забегат. Така да не ме чуди ништо да наши северни, источни комши се така однесуваат, затоа што се многу поддржани од Западот. Од Западот лично, значи, тие не би биле никакви фраери, мангупи, ништо не би биле, кога не би имало леѓа зад нив. Како беше тоа подугачкото прашање, што беше мојот? Подолгото прашање е следно. Дали е време бугарите да се извинат за злосторствата кои што ги направиле за време на Втората светска војна во Македонија? Не. Уште колку секунди имам, извини, не можам да знам. Уште 22 секунди. Добро. Значи, за извинување беше мало морген, беше тоа пројдечен период. Добро, а дали опозицијата треба да го побара тоа како услов за уставните измени? Какви уставни измени? Не сме да помислиме за уставни измени. Какви уставни измени? Кој на кого му правиме кеф? Нема уставни измени и готово, толку крај на приказната. Добро, благодарам многу. Тука ќе ве потсетам сите секако да кликнете на tilma.com.mk и ќе ви посочам една веза која што многу повеќе ќе прочитате доколку кликнете, нели, како што реков на tilma.com.mk, тоа е дека власта предлага евреите заедно со бугарите да бидат дел од Уставот. А секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па јас сум за бугарите да се извинат за сите злодева што ги направиле во наша Македонија за време на Втора светска војна, нели кога било војна во цел свет. Но треба да знаеме дека после балкански војни наша Македонија, во наша Македонија злоделе правеле во Егејска Македонија грците и тој бил фашизам. Кога не било војна, светска војна, од 913 до 41, не била светска војна, а бугари во Пиринска, грци во Егејска и во овој дел на Македонија Вардарска, србите правеле исто тешки фашистички злодела. Зошто јас се прашувам, не се учи ништо, не учевме за Тиквешко востание и за Охридско востание. Тоа не е знак дека ние имаме антипатија кон србите или кон Србија. Ние сега сме во многу добри односи со Турција. Сепак си го славиме и Линденско востание, против тогаш отомански турски окупатор, но ние си славиме, без да имаме некоја омраза кон денешна Турција и турскиот народ, со кои сега имаме многу добри односи. Затоа велам, треба да се слават и Тиквешко востание, и Охридско востание, па и востание кои ги правил нашиот народ македонски во Егејска Македонија, за кои ништо не знаеме.
Отец Никодим Царкнес го нападнаа фашисти грци, да то не се кажува по телевизија и радија. Во Бугар, во Пиринска Македонија беше убијан отец наш македонец. Благодарам многу за јавувањето и еве, иако тоа го направив на почетокот, ќе ве потсетам со оглед на тоа што технички нели го намалувате тонот на телевизорот, изборуваме само преку слушалка. Во слушалката апсолутно можете да го слушнете одбројувањето, односно последните 5 секунди со нели оној знак ти. Морам и така што да правам за да нормално се биде како што треба, да не звучи дека ве исклучуваме. 90 секунди. Тоа е време траењето. Продолжуваме понатаму, на потак повторно вие. Добар ден. Добар ден и убав ден. Вам и на вашата екипа. Најубав ден и вам секако. Вака, што е темата? Ако може да знам. Ајде, ќе почнеме вака. Дали е време бугарите според вас да се извинат за злосторствата што ги направиле за време на Втората светска војна во Македонија и дали токму тоа опозицијата треба да го побара како услов за уставните измени? Вака, тачно е дека треба да се извини бугарите тоа што ни го прават на нас, а тие што се, мислам, како да речем, Мицковски треба он да тражи да се извинат бугарите на нас и да не играат како што сакаат. Толку пријатно. Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Предност ви давам вам секако на гледачите и ќе ве потсетам и на Инстаграм. Во моментот на Инстаграм стори тече анкета, уште еднаш ќе ја покажам со цел да не заследите на Инстаграм и веќе активно да земете учество дури во време траењето на црвена линија. Денес прашуваме според вас неприсуството на бугарските дипломати од срам или немање почит? Ајде и тоа да го прашаме и следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Па еве како ќе одговорите на денешната анкета? Неприсуството на бугарските дипломати е според вас од срам или немање почит? Иѓа почнаа да се страмат нешто ако имаат срам во нив, ако нешто разбираат, ама ми се чини дека ништо не разбираат. Ја би предложил сите да ги ставиме во уставот, само бугарите не. Не знам дали имате прочитано и дали знаете дека цар Борис I се прекрстил прв. Тие биле муслимани татари во времето. И од тогаш почнале да се крстат и прешле да бидат православни бугари и затоа сакаат да бидат тие исти народ со македонците. Еве на лајкови колку преку 30.000 имаат напишано за дека се тие македонски бугари, дека сме исти народ. 300 чуда пишуваат. Така да со нив што побрзо да се откачиме, то порно за државава. Тие ќе ни сметаат и во Европска унија да влеземе, тие ќе ни сметаат цел живот. Зато народов треба да стани сега да се освести, да ги склониме бугарите настрана, а Европска унија, ако е стварно унија за народ, за праведен народ, треба да си влеземе во Европска унија и точка. Со нив да немаме никаква работа. Затоа што тие, и кој ќе бидеме во Европска унија, попрачуваат нон-стоп. Тоа тие, како да кажам, тие народ, тие не се крстени. Тие ти реко се преметнати од таму вамо и сега сакаат да бидат она што не се. Не може. Благодарам, а секако може и треба да продолжите да ја гледате црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој е добро. Па според вас... Дали се слушаме? Да, одлично. Кој ќе биде одговорот на нашата анкета? Зошто не присуствуваа бугарските дипломати? Од срам или немање почит? Па, за тоа не сум размислувал, меѓутоа ќе кажам една работа. Треба да разликуваме политичари, дипломати и народ. Мислам дека, бидејќи имаме роднини во Бугарија, имаме многу пријатели во Бугарија, сум бил многу пати во Бугарија, народот, со оние што сум контактирала не се малку, не мислат така како политичарите и дипломатите. Макар да и меѓу политичарите, барем што сум слушал, али во помал дел има и оние кои не поддржуваат на нашиот пат во Европската унија. И мислам дека ќе го спомнам Вили Бранд, кој
клекнат на колена, се извини на францускиот народ за она што го направила фашистичка Германија за време на Втората светска војна. Кај нас ова тешко да се случи, поготово сега, затоа што има предизборие, веќе 2 години постојано се во избори, тоа тешко ќе се случи, инаку ние ги имаме и опростено и репарациите што требаше да ги платат Втората светска војна, и тоа после војната друго време беше тоа, беше Димитров беше заедно со Тито. Да. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам и меѓу другото еве како продолжение на она што зашто зборуваше гледачот, ќе напоменеме дека бугарските интелектуалци сакаат всушност да се извинат и тоа ќе биде нивен следен чекор всушност за добрососедски односи. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро, јас ќе продолжам со Твитер заедницата. Антагонист има напишано: недела е голем ден. Точно 80 години откако бугарските окупатори ги заловија евреите од Македонија и ги испратија во смрт. Дали денешните булгари се одговорни? Да, напишал се додека лажат, негираат, не признаваат, не сакаат и додека е така, тие соучествуваат во големиот срам. Интересно е во продолжение, сега не знам колку ќе може да видите, а сакам да видите, е дека на овој твит има одговорено и Касчи Бесмртни, твитерџија од Бугарија, кој што на бугарски напишал, јас секако веднаш ќе преведувам, вели: гледам снимка од познатиот БДЖ вагон од музеот на Холокастот во Скопје. Интересно е како стигнал таму, кога нема до ден денешен железничка врска помеѓу овие две престолнини. И Горан В му има напишано преку Димитровград, но ето така изгледа твитот. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Ти благодарам, убаво девојче. Благодарам и вам. Ајде вака, те молам. Дозволи ми 2 збора да упатам, да му пратам на Тале. Тале го слушаме секој ден. Вака да му јавам на Тале. Јас ве замолувам да зборуваме на темата. А на темата ќе зборуваме, ама времето си врви. Еве, ако одма 2 минути само ќе му 2 секунди ќе му вратам на Тале, ќе му кажам. Ве молам, црвената линија е сензитивна. Колку и да барате, нема зошто 90 секунди да ги трошите на коментирање на останатите гледачи. Се разбира, сите сте еднакви и го имате апсолутното право да се вклучите во црвена линија, а 90 секунди е убаво да се искориста целосно за темата за која што говориме. А верувам дека секој од вас има што и многу да каже за секоја тема за која што дискутираме. На крајот на денот црвена линија апсолутно за гледачите и од гледачите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Голем почит до вашата телевизија. Благодарам. Голем почит до вас како водителка, а најголем почит до оваа тема болна. Со голем почит и жалење за евреите, што на таков начин завршија, а бугарите никој пат нема да се извинат, зашто нема доблест, нема характер и не сакат да признаат дека биле фашисти. Никој пат нема да се Еве, бугарските интелектуалци сакаат да се извинат и секако тоа да биде нив прв чекор за добрососедски односи. Да, ама ако се промени Радев. Се докле председател Радев, нема никој па да се извина бугарите. 80 години поминаа, па не се покорија. И не се извинија. Германија се извини, Франција се извини, а Бугарија не.
Со тоа сака да докаже Бугарија дека не биле фашисти или платеници на германците. Заради тоа нема ни да се покорат. А Мицкоски или опозицијата ни случајно не сме да се договара за Бугарија, за да се отвори уставот, да се покорат бугарите. Никако не сме тоа да го помисли. Зашто гласачкото тело одговара, а не одговара Мицкоски. И благодарам и пријатно. Голема благодарам и вам што зедовте учество во издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден, ако имаме нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Како сте? Одлично, како сте вие? Фала Богу, добро. Така, нека остане. Еве, според вас, зошто бугарските дипломати не присуствуваат? Срам или немање почит? Ни срам, ни перде, ни почит имаат. Источниот состав, не сакам името да им го спомнам. Ако признаат дека биле фашисти, пропаѓа барањето за отварање на уставот. Они нема да прифатат тоа, они ќе идат до крај, ќе бараат, они сакаат да бидат конститутивен народ. Значи, од друга страна, албанциве, северно-македонскиве граѓани ќе лепдат у свемир. Тоа им е целта и затоа, иначе други проблеми не гледам тука. Дали еве опозицијата треба тоа да го побара како услов за уставните измени, бидејќи се уште не се извинети бугарите за злосторствата? Не, опозицијата ќе чека. Нема потреба да брза опозицијата. Има време, има избори, па после ќе видиме што ќе правиме понатака. А за уставот не верувам дека опозицијата ќе го отвори. Едино ако се отвори уставот, да има реципроцитет. А ќе влеземе ли во Европска унија некогаш? Ако не се распадне до некогаш, може ќе влеземе. Бидете поздравени, имате убав ден. Најубав ден ви посакувам и секако да имате и понатаму ден со програмата на телевизија Телма, Црвена линија и така натаму. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Би посакал во Бугарија да има лидер некој или па достоинствена власт која би се извинила за тие злодела кои ги направи на ликања во Македонија за време на Втора светска војна. Но од друга страна исто би посакал да има документарен филм на било која телевизија во Македонија за Тиквешко востание во кое се убиени 1000 македонци, а се и деца живи горени во фурни за жал, а нели Ваташа заменели дека тие бугари убија 12 младинци. Па 1000 души убиени македонци се многу повеќе од 12 убиени македонци. И тоа е злодело и ова е, ама за жал, за Тиквешко востание, ништо не учевме за Изохридско востание. Друго би посакал денешнијава власт СДС да се извини како власт дека направи геноцид врз нас како македонци. Не бриши како македонци во слободна Македонија, што е исполнување желба и на бугарски фашисти од Втора светска војна и на грчки фашисти од Втора светска војна. А еве се извинувам, дали знаете две имиња од ваташките деца кои што настрада? Па не ги знам за жал. Ја знам многу наши македонски песни, знам песни за струмички студенти кои ги убија 5 струмички студенти кои СФРЈ и СДС ги убија 1951 година. И СДС во Струмица положува цвеќе на споменик за тие 5 струмички студенти, патриоти наши македонски убиени во Струмица 1951 година, оти беа македонци за Македонија. И СДС и тогаш во СФРЈ и сега мразат македонци и македонско и се убиваат. Благодарам за јавувањето. И да не преминувам веднаш на Твитер, сега кон новите 90 секунди, очекувам да биде некој токму од вас. Денес ке подсетам дека за она за што зборуваме, дали е време бугарите да се извинат за злосторствата што ги направиле во Втората светска војна во Македонија и дали токму е тоа што треба да го употреби или побара опозицијата како услов за уставните измени. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Еве, јас уште малку ќе почекам и верувам дека добро се сноѓат.
Кога ќе го завртите телефонскиот број 023070005, не заборавајте, имаме 5 активни линии, не се исклучувајте она што ви изгледа дека некој се повторува, дека се слушате како ехо, тоа е резултат на тоа што телевизорот, односно тонот на телевизорот мора целосно да биде намален и да се зборува само преку слушалка. Добро, одам повторно со Твитер заедницата. Антагонист напиша: зошто во Македонија не се побуниле кога требало евреите да се пратат во логор, па во Бугарија имало протести и така натаму? Па затоа што Бугарија ги третирала македонците како окупирани со постојани затвори, убиства, малтретирање и најголеми зверства. Луѓето имале страв да ги погледнат. Така изгледа твитот на Антагониста. Продолжувам повторно со вклучување на гледачи. Добар ден! Добар ден, Тире! Добар ден! Секој добро? Роско цело Орман. Секако ве познавме. Ме познавате веќе, да. Така е. Па, види си, нешто ме слободна тема, ја вака ќе кажам. Како, јас сакам да се запослам во парламента и ќе ми дадат канцеларија и 2000 евра плата, а јас сум фризерка, там ќе се отворам фризерница и ќе си работам. Ајде сега, Руска, да ни кажете според вас дали е време бугарите да се извинат за злосторствата кои што се сторени во време на Втората светска војна и дали тоа треба да го побара како услов опозицијата за уставните измени? За бугарите да кажам. А како можат бугарите толку себични да бидат, да сакат уставот да влезат на Македонија? По Македонија колку имаме ние нација? Па не има и други. Па само ние ли не ги внесеме? Па како може тоа да биде себичност? Тоа е голема себичност. Па ајде сите да ги внесеме тогаш. Ако бугарите и другите, а не само бугарите. А зашто они македонците не ги внесат тамо? Какво правило они прават? Таму не ги признават нашите, а овде да ги внесеме у уставот. Па докаде иде овој? Ова смее никој да го направи, бре. И Мицковски, ако попусне, ќе го избркаме и него. Ако сам негов член. Како ова? Што е, на што личи, бе? А да сакам да кажам за... Благодарам за јавувањето. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди. Нови 90 секунди, нов гледач. Добар ден. Ало? Здраво, добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Ако ме прашате дали треба да се извине и дали е време, можда требаше многу, не ве слушам. Дали е намален тонот на телевизорот? Тонот е скроз иску. Добро, зборувајте само преку слушалка. Да, преку слушалка. Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Ако дали е време бугарите да се извинат, па мислам дека малку и закаснија. Секој нормален човек, секоја грешка ја признава и бара извинување, што за жал за бугарите тоа не важи. И не знам до кога со ова лудило. Европска Унија, бугарите да влезат во устав, мислам дека е крајно време, барем еден од политичките партии, да се завземе, да побара извинување, пошто јас немам слушнато и немам прочитано дека ни една партија тоа не го побара. Дали тоа опозицијата треба да го побара како услов за уставните измени? Па кога веќе никој не го побара, друг може и би требало. Бар некој нека го побара тоа. Ако веќе менјаме историја, менјаме се, па бари ние нешто, не да добиеме, вистината да испадне на виделина. Викаат кога тогаш нели таа ќе исплива. Меѓутоа ова како оди времето нити испливува. Благодарам вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова денески што бугарите не присуствува на комеморација. Дали се уште го имаме гледач? Најверојатно не.
Имате 5 слободни линии, не се исклучувате, можете да, нели, брзо да биде вклучувањето и секако да го кажете тоа зашто всушност и се јавувате. Продолжуваме со Твитер. Горан В напиша: тоа дали некој се побунил не го менува фактот дека државата Бугарија успешно спровела геноцид врз еврејското население во делот од Македонија, кој претходно бил во состав на Југославија и во Тракија, Грција. Се друго е пропаганда. Вака коментира Твитерџи, а како ќе коментира следниот гледач ќе дознаеме во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор од Битола. Игор, зошто не присуствуваа според вас бугарските дипломати? Од срам или од немање почит? Јас мислам оти вака, Тина. Мислам оти сите треба да се сожалиме за првата и втората светска војна. Имам учено, јас имам учено на училиште, што било претешко за леб, за храна, имало логор, имало тенкови, имало се. Македонија била многу уништена. Не знам другите, за Бугарија не знам што да речам, ама многу земји се бореа против фашизму. Значи се бореа, Франција никој пат не се предаде. Ете, може 30 години, 40 не се предаде пред фашизму, ни Енглеска, ни Русија. Добро, дали бугарите според вас треба да се извинат за злосторствата што ги направиле во Втората светска војна во Македонија? Јас мислам, Тина, дека треба да се извиниме да се извинат бугарите, треба да се извинат за злосторствата. Дали тоа треба да биде предуслов кој што ќе го побара опозицијата за измени во Уставот? Што мислите? Дали се уште е гледачот на линија? Ете, звони телефонот повторно. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако и тоа во црвена линија. Благодарам, па вака. Прво морам да кажам дека бугарите не дојдоа затоа што немаа храброст да дојдат во Битола, значи да се поклонат на тие јадни души кои што отидоа во неврат. Значи, бидејќи ќе беа испиркани, а они тоа не сакаат да го покажат, бидејќи се учесници во таа фашистичка војна. Ако, и затоа не доаѓа никаде. Тие прво треба да дојдат во Ваташа. Да се поклона на нашите 12 деца, каде што, погина од нивни куршуми. И тоа ќе биде и признание дека за цела Македонија беше тероризирана од страна на бугарите. Сега, затоа тие и немаат храброст да дојдат. Во светот, сите кои учествуваа во таа прљава валкана војна, се извинија, посебно германците, клекнаа на колена, го признаа злоделото кое го направиле. Имаа храброст, имаа смелост. Така треба да се почитува другиот кој на некој начин бил подчинет и на некој начин бил угнетуван. Овдека бугарите правеа оно што сакаа во нашава држава и тие, ако сето тоа го дојда да се извинат, тогаш треба да признаат дека биле фашисти. Благодарам за вклучувањето. Повторно уште еден твит, овој пат од Иван Вета, кој што го напиша следново. Евреите ќе влезат во македонскиот устав, левица на апарати. Добар ден. Дали се слушаме, црвена линија? Добро, дојде времето за реклами, а подосна и резултатите од Инстаграм анкетата. Ке посетам за следете на Facebook црвена линија, секако Телма телевизија на Facebook, Twitter и Instagram црвена линија. Оние кои што не следат, еве како одговорија на денешното Instagram стори прашање. Неприсуството на бугарските дипломати е од срам или немање почит? Со срам одговорија 29%, а со немање почит 71%.
1%. А сега, еве вака ќе ве подготвам и јас. Вели, дополнија поговорката брат за брат, сирење за. Ова е само дел и фрагмент од она што следува. Заврти на Телма ви открив поговорка, предизвик или прашање кое што може да ве донесе до вредна награда. За кусо време се гледаме на тркалото кое што ќе врти, а вие ќе бидете наградувани. Под која кратенка е позната Унијата на европски